Втор ден е од пописот во Република Северна Македонија. Прва таква операција по речиси 2 децении. Најголемата одговорност за процесот носи Државниот завод за статистика. Начело на институцијата е Апостол Симовски, кој утрово одлучи да го следи пописот од терен, заедно со негов колега експерт од Европската унија. Целта е да оди во ненајавена посета. Регионот каде директорот сака да види како течат работите е Тетовскиот. Попат, Симовски го запознаваше експертот од Словенија за демографските особености на областа што ја посетуваат. Кој е по величина у Македонија? Четврти. Ние пак ја следевме делегацијата. Бевме договорени да ги придружуваме барем во дел од посетата. Првата точка на интерес е општината Тетово. Шефот на државната статистика прво оствари кратка средба со градоначалничката Теута Арифи. Еден кат подолу, во истата зграда, се сретна и со членовите на пописната комисија, инструкторите и попишувачите кои во моментот не беа на терен. Ги потсети на основните задачи. Секогаш носете го на себе овластувањето. Значи, никаде не смеете влезете без него. И се случи синоќа една таква ситуација, некаде изгледа дека тоа не бил попишувач. Препораката е секој утро, секоја општинска комисија додржи состанок пред да се излезе на терен. Симовски требаше да замине за Желино, а ние побаравме да излеземе на терен со попишувач. Додека локалната комисија ни организираше излегување на терен, поразговаравме со Симовски за неколку прашања карактеристични за Тетово. Регионот има многу иселеници, па како ќе се знае кој да се потпише дома или во странство и како ќе се менаџира недостатокот на попишувачи. Мислиме дека ќе го покриеме целиот недостаток со лица кои што времено се ангажирани во администрацијата и кои што лица живеат на оваа територија и ќе можат тука да го спроведат пописот. Очекуваме да се заврши пописот на време во рамките на предвидениот рок. Воопшто не се сомневаме во тоа, пошто и имаме за разлика од претходните пописи поприлично подолг период на попишување. Значи во овој случај 26 дена, порано беше 15 дена за попишување. На кој начин еден попишувач успева да дознае дали некое лице е во земјава повеќе од 12 месеци или само отсутно од домот во моментот кога попишувачот дошол во таа куќа? Нашите граѓани кои се надвор од државата има можност и се уште имаат можност до крајот на период за попишување да се само попишат. И досега имаме повеќе од 191.000 само попишани лица. Ова можност се уште трае. Постои можност за членови на домаќинство да дадат податоци за овие лица, но апликативното решение е така направено да попишуваш и не треба да размислува воопшто дали некој лице е во една категорија, друга, туку да го следи текот на апликацијата. Компјутерот е тој кој што ги прави критериумите и селекцијата на луѓето во која категорија би се метнале. Што значи тоа, дека постои вкрстување со друга база на податоци? Постои вкрстување со многу други бази на податоци и постојат бази на податоци кои што после во фазата на обработка ќе ги проверуваме сите овие работи, меѓутоа е апликативното решение направено така да се избегне максимално субјективизмот. Симовски го продолжи својот пат, а ние останавме да чекаме пред општина Тетово. Локалната комисија беше љубезна, но проблемот што се појави беше надвор од нивна контрола. Помина половина час откако се разделивме со директорот на Државниот завод за статистика, но се уште не сме излегле на терен со попишувач. Чекаме затоа што системот паднал. Поречи си еден час чекање, почнаа да стигнуваат информации дека некаде системот почнал да работи. Се упативме во Мала Речица. Таму се најдовме со младиот правник Идлир Љума. Како жител на населбата, ова 23 годишно момче е избрано да биде попишувач и негова обврска се е 100 домаќинства. Носеше маска, ја носеше својата легитимација на видно место и направи се што е во негова моќ да ги убеди граѓаните во неговиот реон да дозволат да бидат попишани пред објективот. По неколку поминати куќи се откажав под намерата да снимиме попишување во Мала Речица и го оставивме Љума да заврши работа барем во едно домаќинство. Потоа поразговаравме со него. Si dita parë, për shkak se edhe ka qenë dita e diel, kanë qenë shumë njerëz prezent në shtëpi, nuk kemi pas probleme. Mirë po ka pas edhe shtëpi të cilat kanë qenë personat në migrim dhe nuk kemi mund t'i gjejmë nëpër shtëpitë e tyre. Тетово имаше и се уште има проблем со голем број на заразени од
COVID-19 и голем број на граѓани се уште се во изолација. Fat mirësisht ta them, ende nuk kam hasë në një shtëpi në të cilën ka qenë shtëpi në izolim dhe për atë që nuk kanë mund ta bëj regjistrimin. Ende nuk kam hasë në këtë rajon, nuk ka pas, edhe pse ka shumë në Tetov, ndërsa ka disa persona në 3 shtëpi më saktë, ma kanë kërku edhe certifikatën e vaksinimit, se për shkak se na kanë thënë se nëse neve na detyroni të marrim vakcinat, ta shofa e keni edhe ju vaksinën për të leju të hysh shtëpi. Po pasi ja kam tregu se jam I vaksinuar plotësisht dhe më kam pranuar në shtëpi pa asnjë problem. Како вие го доживувате цело ова искуство? Дали ви оди лесно, дали имате потешкоти, како се снаоѓате со сето тоа? Në fillim gjehen për shkak se ishte dita e parë, kisha shumë emocione dhe kur fillova të hyj në shtëpi, te shtëpia e parë më saktësisht, kisha shumë emocione, nuk e dija dhe mund ta bëjnë rregull për shkak se kena marrë edhe trajnimet që se si duhet që të regjistrojmë popullatën. Mirë po menjëherë e pash se qytetarët krejt na pranojnë shumë mirë, ato më bën të ndjehem si një prej tyre. Më thonë a doni kafe, a doni diçka, nuk është problem. Edhe për shkak të mbështetjes edhe atyre, edhe mu duk shumë e lehtë. Го оставивме Идлир да си продолжи со обврските, а ние се вративме пред општината Тетово. Директорот на Државниот завод за статистика се врати од посетата и на Желино. Знаете и вие дека имавме одреден проблем со конекцијата на апликацијата, сите кои што се за тоа задолжени работеа интензивно. Последните информации се дека веќе е ставена нова функција и се надам дека ќе биде така цело време и понатаму и следните денови. Како функционира тој систем и во што беше проблемот, дали знаете? Не знам да ви одговорам што е проблемот, сепак треба да сега беше битно да се реши. Ќе видиме точно каде беше и што беше целата работа. Добро, и вашиот конечен коментар од сето она што самите го видовте на терен денеска, дали останувате на истите оценки од интервјуто што го правевме пред 2-3 часа за брзината и ефикасноста на спроведувањето? Апсолутно остануваме на тоа. Продолжува процесот. Ќе го чекаме и попладнево да видиме како ќе се одвива, бидејќи очекувањата денеска, пошто е работен ден, интензитетот во суштина да биде најголем во текот на попладневите часови, така да утре ќе излеземе со конкретна информација што и колку сме завршиле во текот на денешниот ден. Се надевам дека ќе биде успешен како што беше и вчерашниот и дека утре и следните денови ќе имаме уште по ефикасна работа со оглед на тоа дека и самите попишувачи стекнуваат рутина и ќе бидат и многу побрзи и повишни во целата работа. Подоцна во денот Државниот завод за статистика излезе со подетални информации. Апликацијата не работела на одредени места поради преоптоварување, што како што велат, се можни и нормални проблеми кои се резултат на поголем број на паралелни сесии. За време на прекинот велат од статистика и покрај техничките проблеми биле попишани речиси 10.000 лица на целата територија на државата.